со Маријан Николовски на радио Слободна Македонија. Добар ден, почитувани слушатели. Денеска е уште една среда, 24 мај 2017 година, 11 и некоја минута. Термин за магазинот Круг, со оглед на тоа дека денеска е Свети Кирил и Методи, празник и ден кој што се чествува во Македонија, меѓутоа и во сите словенски држави како еден од големите празници и црковен и празник на просветната дејност. Одлучив оваа тема денеска да поразговараме малце повеќе од неколку различни аспекти. Затоа поканив гостин кој што ќе поразговараме на темата, меѓутоа од еден црковен аспект за светите Кирил и Методи. Со мене мој ваш денешен гостин е отец Бован Митевски од Македонската православна црква. Добар ден. Добар ден, Христос воскресе. Вистина воскресе. Отец Бован, со оглед на тоа дека во јавноста перцепцијата е дека Свети Кирил и Методи се всушност најголемите словенски просветители и целата тежина всушност се става на тој дел од нивната дејност, дури некогаш во минатото ни терминот свети не се користеше Кирил и Методи, а меѓутоа сепак станува збор за лица од црквата. Може ли да направиме една анализа пресек какво е црковното значење на светите Кирил и Методи? Па секако самиот збор кој што вие го спомнавте, односно епитетот што им се дава просветители е во таа насока и не може да се одвои суштинското од она што некој нели сакал некогаш да го одвои, да ги представи светите Кирил и Методи како едноставни, би рекол културни, јазични просветители, а да се извади од нив на евангелското, на црковното, теолошкото, односно да се извади токму тоа што го потенцирав на почетокот од моето кажување, просветителското. Тие просветлувале или просветувале со светлината на Евангелието, со светлината на Божиот збор и затоа се наречени просветлители. Ако ние ги видиме нивните житија или пак пофалните слова кои што им се пишувани од нивните ученици, зависи како тоа науката нели го дефинирала и го одредила, тие таму кажуваат дека или ги фалат на тој начин оние кои што ги избавија народите од мракот на незнаењето и од мракот на непросветеноста и ги просветлија, односно ги доведоа во сферата на знаењето, ама тука никогаш во тоа средновековно поимање на нештата не се подразбира некаква ерудиција, туку се подразбира она суштинското просветлување преку давање или кажување или насочување на вистинските вредности и суштината на животот, а тоа е врз основа нели на Евангелието или живењето по она што се нарекува презначеност на човечкото постоење, а тоа е да се спаси, да го стекне спасението. Тоа значи дека нивната мисионерска дејност била врзана за црквата и едукацијата на населението врз основа на литургиската поимање на... Во поголемиот дел да, но не е едноставно и само на тоа, затоа што нивните мисии тие спровеле 3 големи мисии, тоа се кај хазарите, кај сарацените и моравската мисија, она што е нели важна од нашиот аспект, но овие мисии немаат само чист, би рекол, црковен литургиски карактер, туку имаат и политички, имаат и дипломатски карактер, бидејќи тие не биле само лица кои што отишле и нели го проповедаат словото Божје, туку она зошто биле испратени, со која цел, еве конкретно на моравската мисија од византискиот двор, си има и своја политичка конотација, односно си има и своја дипломатска смисла. Но тоа не ја засенува нели духовниот аспект на нивната мисија и на нивните мисии, затоа што ако би било само во насока на политика и во насока на дипломатија, тогаш никогаш не би го имало нели она црковното. Иако тоа е период кога токму преку просветлувањето, односно преку христијанизирањето на народите значело и да ги здобиеш нели некои народи на своја страна, но сепак не треба да го девалвираме тој аспект заради нели ова другото, односно заради црковното и дипломатското. Кои се црковните чинови кои нивото во црквата кои го имале? Житијата
некако и различно сведочат, но оние житија кои што ги нарекуваме опширни, кои што даваат најмногу податоци, нели, за нив се тоа дека светиот во различни сфери од својот живот, би рекол, и од своето дело имаат различни чинови, но на крајот ние ги препознаваме светиот Методи како човек со епископски чин, поточно архиепископски чин, бидејќи тој бил архиепископ на Словенската црква во Моравија, за таков поставен од римскиот папа, кој што во тоа време не бил одделен од единството во христијанството, односно бил православен, не бил римокатолик, не била настапена схизмата меѓу источната и западната црква, и пак Свети Методи умрел со архимандрискиот чин, односно немал епископски чин. Свети Кирил. Свети Кирил, да. Иако некои од житијата посочуваат дека тој и па дури химно, односно фрескописот и иконописот го цртаат некаде како епископ, но тој не бил епископ. Значи починал, вели, со ангелскиот образ, најверојатно со големата схима која што се дава само на оние монаси кои што постигнале голем подвиг, нели? И им се дава таа затоа што големата схима според, нели, црковното учење е рамнообразна на ангелскиот подвиг, односно како тој човек веќе да има ангелски живот и затоа му се дава таа велика схима, односно умрел како великосхимник. Тоа значи дека тој го достигнал највисокото можно ниво во рамките на монашкиот чин. Може ли да се каже дека Свети Кирил и Методи всушност се еден вид расадник на словенските цркви, на црквите на словенските народи, ако се земе нивните движењето подосна на нивните ученици од тоа време. Да, значи тука немаме ние ништо што да поврзуваме со нивното потекло, затоа што науката не е согласна околу тоа што тие биле точно по род. Често пати, нели, во науката се говори, ако нема доволно докази, дека едниот од родителите, најверојатно мајката била словенка, а таткото бил нели ромеј, тоест византиец, и затоа што тој бил на висок чин или висока позиција во градот Солун. Од друга страна, други велат дека не, туку дека били таткото и мајката, нели, ромеј и така натаму, но не се го тргаме тоа на страна, важно е она што тие го направиле. Тоа е дека го втемелиле словенското богослужение, словенскиот карактер, нели, на црквите, иако до тогаш се служело, нели, само на грчки, на латински јазик, добро, и други јазици имало, германскиот, нели, во употребата во богослужението, но тие прв пат пишувајќи ја, нели, глаголицата и на тој начин кодифицирајќи го првиот литературен јазик на словените, а тоа е старословенскиот, ги преведуваат Библијата, тоест, нели, Светото писмо и литургиските чинови на овој јазик и на тој начин ги предаваат во употреба. На тогаш започнува словенското богослужение и словенскиот карактер, нели, на изразување, на исповедање на православната вера. И затоа би била точна таа конотација дека тие се темелите, нели, на словенските цркви, иако тоа ние така го зборуваме, не може да се оддели, затоа што во православието не се подразбира грчка, словенска црква, иако ние денеска луѓе јазичен. Да, во јазична, да, конотација, да, значи во таков контекст, да. Тука да направиме една кратка пауза прва, па потоа ќе продолжиме во вториот дел и имаме некои други прашања, вака поинтересни, кои сакам да ги слушнем одговори. Круг со Марјан Николовски на радио Слободна Македонија. Почитувани, повторно назад, мој ваш денешен гостин, отец Боба Митевски од Македонската православна црква. Зборуваме за светите Кирил и Методи, нивното дело, меѓутоа низ призмата на црковниот аспект. Отец Бобан, дали мисијата нивна, и црковна, и просветителска, во нивниот тој период на дејствување, била заедничка или тие во некои периоди од животот дејствуваа на различни локации? Едни од други? Да. Да, вака, Свети Методи говори и житието и оние, нели, списи што ги имаме, дека бил дипломатски активиран уште пред Свети Кирил, нели, да тргне во такво нешто. Од византискиот двор се вели дека бил
сега колку тоа може да се докаже или не, но постои во науката, затоа што е посочено во едно нели од неговите житија, бил некој вид на кнез, најверојатно тој имал и чин некој воен, претходно офицер, на некое кнежество околу реката Брегалница. Се претпоставува дека тоа било словенско кнежество, каде што тој им составил и некој законник во однос на некој однесување и така натаму. Велам повторно, ова се посочува како факт, но тоа не е доволно истражено и може да се потврди нели од страна на науката. Потоа тој заминува неговото житие кажува дека се оддалечува од светот и заминува во подвиг на планината Олимп, каде што се сместува во еден манастир и таму се замонашува и го зема на себе монашкиот подвиг. Таму му се придружува неговиот брат Светиот Кирил и потоа тргнуваат заедно на нивните заеднички мисии во животот. Свети Кирил пак има одделна епизода во својот живот по тоа што бидејќи многу како да кажам со голем капацитет интелектуален бил приметен и од неговите родители бил пратен да учи на тогаш познатата Магнаурска школа. Таму бил оставен за професор по предметот филозофија, едно време бил ставен и на високата функција библиотекар на Цариградската црква Света Софија, која што и денес нели постои во Цариград, и потоа бил земен нели од византискиот двор и активиран во мисиите кои што ги имал дворот. Но тие веќе се спојуваат тука некаде и спроведуваат заеднички мисии. Многу важно е, например, еден аспект од нивната мисија кога ги наоѓаат моштите на светиот Климент Римски, со кој што подоцна влегуваат торжествено во Рим и му ги предаваат на тогашниот римски папа. Тоа сега да прашам, мене ми е малку чуден моментот, тие шират црковно писмо кое всушност треба да ги засини и латините и грците, а стануваат некако големи љубители или почитувачи на римскиот, од страна на римскиот престол. Дали тоа е моштите на Свети Климент Римски е пресудно за тоа или Јас еве сега како не знам, тоа би го поставиле нели научниците би биле нели многу конкретни, би рекле дека можеби тоа била причината, со тоа ги освоиле. Јас како теолог би размислувал на друг начин, дека тогашниот римски папа, чинам беше Адриан, се не можам да се сетам точно неговото име или па Никола, кој што ги пречекал со моштите, бил доволно духовен и просветлен човек за сето тоа да го вреднува и на поинаков начин, освен тоа што да биде задоволен со подарокот што тие му го донеле, односно да биде свесен дека христијанската наука или на оние Христови зборови кои што Христос ги упатува кон апостолите, одете и научете ги сите народи, крштевајќи ги во името на Отецот, Синот и Светиот Дух, а не врз основа на она кое што тогаш се поставувало како основна цел, дека христијанството треба да се проповеда само на 3 јазика, тоа било на латинскиот, на грчкиот и на еврејскиот, затоа што тие биле на надписот ставен на крстот, со кој што била кажано дека ова е царот јудејски, вината негова, како што вели нели Евангелието. А Светиот Кирил бил одлучен против таа тријазичничка ерес која што се појавила, така стои денес во црковната наука, а тоа е дека треба да се ограничи Божјото слово само на 3 јазика. Па тој во Венеција, одејќи кон Рим, искажал една прекрасна, ја се нарекува во науката венецијанска беседа, во која што преку нештата од овој свет им представил колку е нелогично нели поимањето на тријазичниците. Ја почнува својата венецијанска беседа со тие зборови, па нели дава Господ сонце за сите луѓе, нели ги дава дождот за сите луѓе, па како вие можете да го ограничувате нели Бога да биде проповедан само на 3 јазика. Светиот Кирил бил многу образован и во самото Свето писмо, нели и на Стариот завет и на Новиот завет, ама и во списите и во делата на светите оци, и затоа секаде каде што одел го применувал своето знаење само во таа насока, користејќи ги цитатите од Светото писмо, од делата на светите оци, за да го образложи она кое што требало нели да го каже. Кој според вас е најзначајниот момент од историјата нивна? Јас би рекол дека најзначајниот момент е секако Моравската мисија, затоа што на тој начин тие фрлаат едно ново светло, би рекол, во тој општ контекст на тогашното православие,
ами затоа што тие не се одделуваат од преданието на црквата. Притиснати од латинското и од германското свештенство кое што нели делувало таму, а кое што многу интересно веќе се чувствувал зародишот на тоа дека црквата од запад веќе ќе почне да забега или да забегува од вистинската насока на православното, односно христијанското учење и почнуваат да навираат и да се јавуваат некои криви учења кои што подосна ќе станат основа или ереси, кои што ќе стават основа за поделеноста меѓу нели западната и источната црква. Тие биле одлучни во оваа борба, почитувајќи го преданието на црквата, учењето на источните оци, односно на оците на црквата и така натаму. Но несомнено тие имале толку широчина нели и капацитет на својата личност што умееле да се спуштат на нивото на едноставниот, би рекол, прост словенски нели народ таму, за да му го доближат одблиску словото Божјо и да бидат трпеливи во она кое што тие нели го правеле. Сега често пати тука нели станува дека тие со Моравската мисија извршили една друга мисија. Знаете, антагонизмот меѓу Рим и Цариград, односно Константинопол, постоел. И секој сакал да приграби што е можно повеќе територија црковна во рамките на својата нели јурисдикција, ама тие како да умеат да се најдат и меѓу, ама и над тие тенденции, затоа што отишле во Рим, таму биле пречекани торжествено, почнало да се служи словенската служба во 3 римски цркви, нели посочува науката, меѓу другото во Санта Марија Маџоре, која што и до ден денес постои, каде што била служена словенската служба, односно словенската литургија. Папата ги благословува, книгите словенски ги става на престолот и така натаму. И сега тука стои во науката многу не можат нели и да се согласат, ама и стојат малку сомнежи дали тие го свртиле можеби грбот на Константинопол па заминале ваму, но не, и сега мислам дека нив им било важно просветителството повеќе од колку што им било важно дипломатијата или политиката. Меѓутоа, тука има и исто така еден интересен податок, например, кој што го знам, во редот на светители ги вбројува Рим, а прв пат. Да. Не Константинопол. Па и тоа е малку нели дискут. И тоа е некаде во 17 век, во 19 век дури мислам. Околу тоа конкретно нели култот на некого веќе пред да се официализира веќе негдека локално бил развиен. Со тоа што веќе било напишано житие од нивните најблиски ученици, пофални слова, односно во конкретниот случај од светиот Климент Охридски. Од друга страна, па сите негови учители остануваат у православието. Мислам нивни учители. Ученици, да. Значи остануваат и тие се дури гонети заради православието и заради православното исповедање на верата. Колку и да, значи, житиописците само да го посочуваат само тој црковен аспект, нели? Сепак меѓу редови може да се прочита и нешто друго. Еве, на пример, ако го читаме обширното житие на свети Климент Охридски, ќе видиме дека кога биваат изгонети по смртта на свети Методи, нели, од Моравија, тие имаат неколку дискусии со латинското свештенство околу нели учењето за Света Тројца и така натаму, во кое што не се согласуваат со нив, па тие успеваат тогаш да ги освојат латинските свештеници, односно германското свештенство да ги освои симпатиите на тогашниот владетел на словенското кнежество кој што го наследува нели Ростислав, па да ги изгонат, нели. Но она кое што сакав да го посочам е дека нивниот култ и почитувањето за свети локално бил веднаш по нивната смрт, без разлика на официјалното нели прифаќање или вбројување или канонизација нивна од нечија страна. Тоа веројатно затоа велам дека и дури и Рим исто, Ватикан некаде во 80-тите години Јован Павле мислам дека беше Полар кој ги прогласи за заштитници на Европа. Да, апостоли заштитници на Европа, да. Тука ми се прашалниците ако трнеле од
Константинопол некако завршија на Рим. Да, Или пак Ватикан, Западната црква некако го препозна нивното можеби значење повеќе од, да речеме, Константинополската. Можеби на Константинопол му беше доволно тоа што се заврши работата со просветувањето на словенските народи, па на тој начин тие како христијани добија своји сојузници, ама од друга страна тоа дело нивно и словенската богослужба како да се благослови од Рим, затоа што како Константинопол па и да не сакаше, можеби тоа е моето. Можеби беше удар врз грчкиот Константинопол. Па тоаш не би рекол дека постои таков грчки идентитет на Константинопол, бидејќи тоа е веќе се уште јазичен, да речеме. Јазичен, да, но тоа се уште нели се негува на ромејска традиција, се уште нема тој грчки елемент или не знам елински и така натаму, но како да имаше други проблеми, како да можеби за Константинопол во тоа време, и како да не сакаше Константинопол, можеби повеќе би мојот впечаток е дека бил насочен на Балканот, отколку таму горе негдека во Источна Европа да мисли за да освојува територии и јурисдикции, како тоа да е препуштено веќе нели на Рим. Затоа што знаете, па тие никако не ни помагаат. Потоа мисијата кога Свети Методи се враќа како архиепископ и ја основа Словенската Моравската црква, нели бива таму речиси повеќе од деценија нели како архиепископ. Нема некои докази нели дека тие кога тој се бори затваране во затвор дека Константинопол му помага, па дури и во Рим веќе нема голем сојузник, затоа што се менуваат папите кои што почнуваат да го поддржуваат тој дух кој што таму го пропагира латинското и германското свештенство, а тоа е како да го уништат, не знам, словенското богослужение кое сепак има византиски карактер. Можеби тоа повеќе им пречело. Тука правиме уште една кратка пауза и потоа во вториот дел од денешната емисија. Круг со Маријан Николовски на радио Слободна Македонија. Почитувани повторно назад во вториот дел од емисијата од денешниот круг, мој ваш гост е отец Бобан Митевски на Келската православна црква. Зборуваме за светите Кирил и Методи. Отец Бобан, како се случува на Свети Кирил и Свети Методи да завршат на две различни страни од светот и со две различни судбини? Свети Кирил починува во Рим. Неговото житие кажува дека по усрниот подвиг така ја опишува неговата смрт по истоштеноста, нели, која што ја доживува по секојдневното патување, мисионерење и така натаму, тој се упокојува во Рим. И Свети Методи сака да ги земе неговите мошти, да ги врати, дури се вели нели во родното место, во Солун, но римскиот папа не се согласува, римскиот епископ да бидам поконкретен, не се согласува со тоа и не му дава благослов. Има податоци како починал и во што бил во моментот кога починал Свети Кирил? Што работел? Најверојатно после богослужението, кога веќе богослужеле нели и престојувале веќе во Рим, каде што срдечно биле пречекани со моштите на Свети Климент Римски, откако нивните ученици биле ракоположени, замонашени во разни чинови, најверојатно починал во мир, значи останувајќи, продолжувајќи и работејќи го делото кој што и претходно нели го после Рим не заминал нигде на друго место. Не, во Рим значи починува и се кажува дека Свети Методи сака неговото тело да го однесе во родниот нели крај, но не му допушта, не му благословува римскиот епископ и е погребан во Рим, во црквата каде што се на Свети Климент Римски нели моштите. Свети Методи пак се упокојува во Моравија и таму е погребан, иако неговиот гроб до ден денес не... Тоа би следното прашање. Што се случува со Свети Методи? Зошто науката нема официјална потврда каде е неговиот гроб? Житието е прецизно кажува дека е... Сега, не ме држите за збор, при олтарот на големата црква во Моравија, така чинам стоеше во житието. Најверојатно си има нешто случено по гонењето на неговите ученици и по крахот на словенското дело во Моравија и почетокот, би рекол, на... Тоа е денешна Словачка, да. И делови од Чешка, значи не само Словачка. И можеби нешто имаат направено латинското и германското свештенство, за да не се знае нели неговиот гроб, за да не стане место на култ,
место каде што народот кој што имал големо почитување кон светиот Методи, нели, затоа што доколку имаш ти такво свето место, секако дека не би можел да го убиеш во народот она кое што го имал почита, нели, кон Свети Методи, или да опстои на она кое што Свети Методи, нели, им го посочил преку својата мисија. Мојата предпоставка е дека нешто тие направиле, нели, со неговиот гроб, можеби и со неговите мошти, за да не бидат, нели, најдени, односно за да не бидат пронајдени. Чешката црква, чинам дека или словачката, односно чешко-словачката православна црква и научниците, они под она што може да се најде како податок, секоја година во таа црква која што се пронајдени остатоци, оддаваат почит на Свети Методи. Некогаш и делегација на бугарската црква заминува. Кај нас нема практика, претпоставам некои други цркви, тоа е од кои причини, од она што науката нема официјална потврда за тоа, или Не, па затоа што веќе секоја словенска црква локално си го одбележува, нели, или си го чествува споменот на светите Кирил и Методи, независно да го врзува со нивното место на упокојување и така натаму. Јас знам дека порано и делегација од кај нас во неколку наврати има отидено во нели, кај што се остатоците од тој, би го рекол, комплекс или од тој центар на словенската писменост, но повеќе сме свртени кон Рим и кон оддавање почит, нели, на делото на светите браќа во Рим, затоа што можеби тука е нешто поконкретно, поконкретизирано и така натаму, иако знаете дека одбележувањето, како што напомнав, култот на словенските браќа е секаде низ словенските земји, си се одбележува, нели, достојно или онака како што доликува. Каде е Македонија во контекстот на значењата и на дејностите на светите Кирил и Методи? Па Македонија е би рекол во многу значајна улога и на значајно место, затоа што од неколку причини. Прво, ова е територијата каде што се продолжува и до ден денес трае делото на светите Кирил и Методи, затоа што нивните ученици по течението на Дунав, нели, заминуваат и доаѓаат овде. Науката кажува дека тоа било, нели, на територијата на денешна Македонија, на бугарскиот двор, нели, тогашен, и во делови на денешна јужна Албанија, каде што се расширува, значи, таа или се продолжува кирило-методиевската традиција од страна на најмногу на светиот Климен и на светиот Наум. Другите дел од учениците, кажува житието, еден дел се продадени, друг дел, нели, се затворени, убиени. Колку ученици се, кои се знаат имињата нивни? Се знаат на оние кои што ние ги сврстуваме во бројот на седмочислениците. Тука се Свети Кирил и Методи и плюс тие петмина кои што се знаат, а тоа се Климент, Наум, Сава, Гораст и Ангелари. Често пати Сава го мешаат со, нели, со Сава, Наум, српски. Сава, Гораст и Ангелари. И уште двајца Климент и Наум. Не, Климент, Наум, Сава, Гораст, Ангелари, Кирил и Методи. Да. Тие се седмочислениците, значи. Постои едно име Лавренти кој што се сретнува во едно од житијата, не знам точно каде беше, но науката мисли дека Лавренти е името на еден од учениците. Една се сретнува како Лавренти, друг па се сретнува или како, нели, Ангелари, но главно тоа е тоа. Знаете, Климент и Наум остануваат во Охрид и Македонија. Да, прво тие се Сава заминува во денешна Србија. Не е тој Сава. Тој друг Сава? Не, нема врска со тој Сава. Тој Сава си е друг Сава. Тој Сава српски си е многу подоцна, значи нема врска со тој Сава. Јас затоа кажав некогаш го мешаат. Ајде да рачистиме кој каде заминал од тие. Да, значи они прво сите доаѓаат во Белград, каде што ги пречекува таму еден кнез кој што ги испраќа на бугарскиот двор при тогашниот бугарски цар. Тој ги прима и житието не е конкретно за другите, освен за Климент и за Наум, за другите не е конкретно. И се науката тука шпекулира дека тројцата од нив набргу се упокојуваат, особено Ангелари, Гораст и Сава, а Климент и Наум го продолжуваат своето дело. Наум останува на бугарскиот двор, Климент е пратен
нели во овој дел од нели Македонија, некаде се посочува на тромеѓето меѓу Грција, Македонија и Албанија, каде што треба да го шири христијанството или на некој начин да формира нели црковна, би рекол, юрисдикција, црковна некаква заедница. И сега и тука има дилеми зошто е пратен толку далеку од бугарскиот двор, дали тој имал некакви несогласувања нели со бугарскиот двор и така натаму. Наум останува таму, ама потоа и Наум е пратен и му се придружува нели на Светиот Климент. За нив имаме доста податоци, ама за другите, за Сава Горевски ангелари немаме. Најверојатно дел од нив се упокојуваат. Едно од житијата говори, мислам дека за Свети ангелари само што стигнале веднаш се упокојува. За Свети Гораст има некои докази дека во Јужна Албанија ја продолжил мисијата, каде што се упокоил, затоа што таму се посочува дека постоел манастир посветен нему и се чува едно ковчеже во Берат, чинам во градот Берат, кое што се тврди и на кое што пишува дека има мошти од овие светители, односно од учениците на светите Кирил и Методи. Јас го имам тоа на фотографија и се чува од Бератскиот митрополит, се чува значи тоа ковчеже и има икони напишано на него и доле стојат моштите нели на светителите. Иако во науката црковна секогаш стои дилемата дали тоа се нивни вистински мошти или не се нивни вистински мошти, но не и се на крајот на криштата многу работи ќе се сведат на тоа дека податоците за нивниот живот, биографските, толку не ни се важни колку што ни е важно делото што тие го направиле, а кое што до ден денес нели живее и кое што не е засенето од оскудноста на податоците кои што ние ги немаме нели за нив. Во тој контекст имам уште едно прашање кое што така мене ми е интересно. Ако Свети Кирил и Методи тргнуваат во условно кажано нели просветлување на словенските народи, а и стигаат нели до на исток горе и Русија и сите тие држави, а историскиот контекст вели дека словените дошле од Кавказот, од руските предели наваму. Па дилемата на прашањето е во контекст на тоа од како словенската култура и писменост ја трансформираат потоа Свети Кирил и Методи назад повторно на истокот, дали сите тие народи ја немале таа словенска писменост, култура и потекнува од каде? Значи словените си имале свој јазик на кој што комуницирале, но немале писменост, односно немале кодифициран јазик. Тие веќе во времето на светите Кирил и Методи биле спуштени или биле тука, нели науката нека докажува, но живееле околу Солун, затоа што науката предпоставува дека од каде би Свети Кирил и Методи можеле да создадат словенско писмо ако не би го познавале словенскиот. Тоа ми беше прашањето, како останале они словени ако не биле словени? Да, словенскиот јазик, но тие немале писменост на својот јазик, немале кодифициран јазик на кој што можеле нели да пишуваат и да создаваат литература и така натаму. Тоа го направиле Свети Кирил и Методи за нив, односно го кодифицирале глаголицата, измислувајќи ја 38 букви и потоа на тој јазик ги преведуваат првите творби кои што се први творби на словенското писмо, тоа се евангелијата, литургиските текстови, богослужбените текстови и така натаму. И со тоа се создава основата, нели базата на словенската писменост, на словенската литература. Јазикот кој што бил говорен станува и писмен јазик. И на тој начин тоа е една од големините на светите Кирил и Методи, што им ја даваат писменоста на некој начин нели на словените. Потоа таа писменост по нивната смрт нели се унапредува. Нивните ученици го продолжуваат нивното дело, создаваат и тие. Свети Климент е достоен и доследен на нивното дело. Многу често постои незнаењето дека Свети Климент ја создал кирилицата. Значи нема врска. Свети Климент продолжил да делува и да твори на глаголицата. Некој вели дека ја реформирал, значи во одреден аспект. Како се појавува кирилицата? Кирилицата се подоцна, во Преслав се појавува, значи во Преславскиот книжевен центар се појавува кирилицата, нели подоцна, кога се упростува глаголското писмо, ама тоа е после Свети Климент.
настанувањето на кирилицата нема врска со делото на Свети Климент, односно не ја создал Свети Климент. Добро, да направиме уште една кратка пауза и потоа во денешниот финиш. Круг со Маријан Николовски на радио Слободна Македонија. Почитувани, повторно назад во денешниот круг, мој ваш денешен гостин отец Богдан Митевски од Македонската православна црква. Зборуваме за делото и и вредноста на светите Кирил и Методи низ црковната призма. Отец Богдан, да направиме едно мало резиме околу тоа што значи и како значи значењето на односно делото на светите Кирил и Методи за словенските народи и конкретно за Македонија. Би рекол дека нивното дело е од енормно значење не само за Македонија и словенските народи, туку воопшто за цела Европа. Тоа што римскиот папа нели ги посочи како или ги потврди, би рекол, не дека тоа нели ние не го знаевме, ама тоа го официализира како заштитници нели на Европа, апостоли на Европа, укажува на тоа колку беше нивното дело големо во контекст на христијанскиот идентитет нели на Европа, идентитет кој што денешните современи, би рекол, нели потомци на тој христијански идентитет веќе го избриша. Не знаеме, Европската унија чинам дека го избриша тоа дека нели Европа не влезе во уставот. Да, и дека почива на тој христијански идентитет, но тоа е неодминливо. Тоа на секој чекор може низ Европа да се забележи. Тие цркви, таа култура, таа традиција која што е создавана врз основа нели на христијанскиот идентитет. Од друга страна, за нас е значени затоа што тие представуваат оние кои што ние создадоа и ни ја дадоа писменоста, би рекол, и оние кои што се продолжувачи на апостоловото, односно на Павловото дело овдека на конкретно нели на оваа територија. Кога зборувам за нив, не зборувам само за Свети Кирил и Методи, без да ги одминам тука и нивните ученици, односно светите Климент и Наум, затоа што Кирило-Методиевото дело е еден цел систем, представува еден цел систем во кој што своја улога немаат само Свети Кирил и Методи, туку имаат и сите нивни ученици. И би рекол дека благодарение на нив, нели, тој христијански идентитет, нели, наш обстоил, се унапредил, нели, до ден денес се продолжува. На таа база, или би рекол на тој корен кој што они нели го засадија подоцна низ вековите, па се до ден денес траеше и се создаваше таа христијанска култура и таа христијанска традиција, и се беше нели некако и се во тој дух, односно во духот нели на христијанството. Затоа би рекол дека достоен и достоинствен е нивниот чин кој што им е даден на тоа дека се тие рамно апостолни, таков нели епитет им се дава во црквата, затоа што навистина врз себе го земаа тој подвиг на сведочење на верата, на проповед на верата, нели на мисионерење кој што го има и апостолите, и затоа се нарекуваат еднакви или рамни на апостолите по своето дело и по својот живот, затоа што навистина изврши една голема мисија, не само меѓу народите кои што како што словените имаа познание околу христијанството, но беа и ваму и таму, ама и меѓу народите како што беа сарацените и хазарите кои што имаа сосема друг систем на вредности, пагански, дури нели исламски вредности. Кои делови на светот се тоа? Па тоа се сарацените се Багдад, значи арапите. Меѓу арапите на некој начин тие биле Свети Кирил и Методи. Ако го читаме житието, нивно хазарската и сараценската мисија, ќе ги видиме како се нивните полемики со нив се многу големи после нивната проповед нели на христијанството и одбрана на многу основни догми, како што се почитувањето на светителите, на иконите на Света Тројца и така натаму, како хазарскиот Каган го прифаќа христијанството и така натаму. Значи нивната мисија била огромна во насока на ширење на христијанството. Благодарам, почитувани мој ваш денешен гостин, отец Богдан Митевски од Македонската православна црква. Зборувавме за светите Кирил и Методи. Тука е крајот на денешниот круг. Круг е емисија на Трговското радио, дифузно друштво Радио Слободна Македонија. Јас сум Маријан Николовски, уредник и водител. Денеска е среда, 24 мај 2017 година. Имате пријатен ден. Круг со Маријан Николовски на Радио Слободна Македонија.